Добро вечер. Пред да почнеме со вечерашната тема и дискусијата поврзана со судењето на насилникот, кој е обвинет дека ја наведе сопругата од Афталиче да се фрли од тераса и за грозоморното убиство во Росоман, морам да кажам збор 2 за минатата емисија. Стануваше збор за медиумскиот притисок во одредени судења во кои се носат драконски казни, само поради тоа што треба јавноста да биде задоволена. Незадоволена од темата и ставовите на гостите, ни се обрати таткото на трагично загинатата Фросина Ќулакова, Тодор Ќулаков. Алфа телевизија е отворен медиум за сите и тука секој може слободно да си го каже своето мислење. Токму поради тоа Тодор Ќулаков доби покана и простор за да си ги искаже своите ставови во оваа емисија, но тој одби. Во писмо до Алфа пишува дека јавноста и адвокатот Сашо Дуковски, кој го застапува осудениот Васил Јованов, одговорот за бурната реакција треба да го бараат, цитирам, во злосторството на неговиот клиент и ладнокрвен убиец, наркоман, пијаница, наркодилер и што се е Васо Јованов, а не во изместување на тези. Стои во писмото на Ќулаков. Толку за реакцијата. Одиме на темата, ќе дискутираме за епидемијата од насилници што во последно време резултира и со убиства. Има ли лек за ова девијантно однесување? Дали насилникот се раѓа или се создава? За каква психичка состојба станува збор? И дали последните случаи ги охрабрија жртвите да пријавуваат? Мои гости се психијатарот и поранешен директор на психијатриската болница Скопје Стојан Байрактаров, психологот Весна Матевска и адвокатката Катерина Котевска. Пред да започнеме со разговорот, да го погледнеме прилогот што зборува за оваа тема. Две одделни, но подеднакво вознемирувачки случаи повторно ја отворија темата за семејното насилство и навремената реакција на институциите. Во Скопје почна судењето за трагедијата во која животот го загубија мајка и малолетно дете, додека во Кавадарци син ја уби својата мајка. Судот не го прифати признанието за вина на Стојанче Јовановски, обвинет за трагедијата во Тафталиџе, за делата телесна повреда и загрозување на сигурност, откако оцени дека признанието не е дадено доброволно и е проследено со обвинување кон трето лице. Иако призна дека ја тепал и навредувал сопругата, Јовановски тврдеше дека тоа го сторил под присила од сведокот Мартин Саздов. Се чувствувам виновен за телесната повреда, за другото не. Таа мене ме изневеруваше, се работи за неверство, никој не сакаше да ме сослуша. Мартини се закануваше цело време и рече оди фрли се под воз. Неговите зборови ги става во моја уста. Не можам да се смирам. Мартин Саздов ми го пропасти семејството. Обвинителството пак ваквите тврдања ги оценува како обид за избегнување одговорност. Товарот на докажување е мој. Јас до крај сметам дека навистина имам голем број на докази кои што ќе бидат изведени во оваа постапка и со сигурност ќе докажам надвор од разумно сомневање дека Стојанче ги сторил кривичните дела точно на начинот како што е опишано во диспозитивот на обвинителниот. Денешната одбрана ја гледам како искрена, како чиста манипулација во насока да се избегне некоја кривична одговорност, но понатаму оставам доказите да зборуваат сами за себе. Прв сведок беше мајката на починатата, која сведочеше за долгогодишно насилство. Се сомневав дека е малтретирана, но не ми признаваше. Велеше ќе биде во ред, мама. Дознав и од Катја. Велеше ќе ти кажам, само не кажувај на мама. Велеше мама ќе клекне доле, а тато ја шутираше и ја удираше. Според нејзиното сведочење, насилството кулминирало и во здравствена установа, каде Ивана била турната по скали пред нивната 6-годишна ќерка. Обвинителството најавува дека ќе ги изведе сите докази, а за прв пат во земјава се гони и за наведување и помагање во самоубиство. Судењето го води судија Ивица Стефановски, а постапката продолжува со сослушување сведоци. Трагедијата се случи на 6 март, кога мајката и детето загинаа по пат од тераса во Карпош. Додека институциите се уште отврдуваат одговорноста во овој случај, нов трагичен настан ја потреса јавноста. Во Кавадарци 27 годишен маж ја уби својата 54 годишна мајка, нанесувајќи смртоносни повреди со остар предмет. Според полицијата, случајот се случил рано изутрина. Осомничениот сам се пријавил во полиција пошто веднаш бил лишен од слобода. Од обвинителството информираа дека издадена наредба за обдукција и се преземаат дополнителни истражни действија. Според неофицијални информации од жители, станува збор за повлечено лице кое и претходно имало проблеми. Колегата Чичко му со мене работи, јас го однесов со бајле до дома. Абе тоа е друго што онако се нејарно дето, тоа никој него сака, ни се тепа, ни навредил човек, ништо. Па вака не ни испаѓа, оно, не може да го знаеме дали негор си лежеше и така да си дојде.
Не сме го виделе по селото се. Што е проблемот што се деси, не знам. Случајот имал и историја. Во 2023 бил пријавен за насилство врз родителите и бил хоспитализиран во психијатриска установа, но пријавата подоцна била повлечена. Двата случаи повторно ја отвараат дилемата дали институциите реагираат навреме и дали жртвите доволно се охрабруваат да пријавуваат насилство пред да биде предоцна. Како што и најавив на самиот почеток, вечерва ќе зборуваме за темата насилството во домот. Имавме грозоморно убиство во Росоман, каде што син си ја заклаа својата мајка, а и денес започна судењето за обвинетиот насилник за жената од Вталиџе, која што наводно според обвинението ја навел на самоубиство. Мои вечерашни гости се Стојан Байрактаров, психијатар од психијатриската болница Скопје. Добро вечер. Ви благодарам за учеството во емисијата. Добро вечер. Благодарам на поканата. Весна Матевска, психолог од организација Хера. Добро вечер и за вас. Добро вечер. И адвокатката Катерина Котевска. Добро вечер. Добро вечер. Јас веднаш на самиот почеток би започнала, господине Байрактаров, со вас. Дали сите овие последни случувања, последниве месеци што ги гледаме, дали имаме ние епидемија на насилници? Кој е вашето мислење? Веројатно тоа е резултат на еден процес кој се одвива подолго време. Не се случува дека некој пројавува насилство како инцидент, туку тоа е една структура, тоа е стил на однесување која доживува една кулминација сега и која веројатно можеше да се очекува поради многу причини. Причините лежат и во општеството и во кризата на помалите структури кои се социјални, како што се брак од семејството, во она што е општествена криза што гледаме подолго време, во она што е светска криза што гледаме исто така многу агресија, војни што се случуваат во последниот период, така да сето тоа води до и една индивидуална криза, тоест криза на индивидуално ниво кај поединците, меѓутоа и една групна, една општествена, една криза на групата, на идентитетот на групата, која ги пројавува нели своите структурални слабости и кои доведуваат до една таква појава. Кратко блиц прашање, дали насилник постои диагноза? Насилник е како доктор, како психијатар или станува збор за спектар на однесување? Можеме ли да кажеме дека има диагноза? Дека некој е насилник? Не постои класична диагноза, меѓутоа насилството се во она форма како што го гледаме најчесто и што го гледаме нели и во медиумите и она што е актуелно, е најчесто поврзано со структурата на личноста. Тоа е она што ги поврзуваме со неадекватна структура на личност. Имаме различни видови на неадекватни структури на личност и многу автори работат на оваа тема да ги образложат кои се и причините и кои се начините на експозиција, тоест на појава на насилници и кои се видови на насилници. Имаме различни видови на насилници и имаме од некои што не можат да ја контролираат својата насилна природа, кои не можат да го структурираат своето однесување или тоа да биде општествено прифатливо или да ги почитуваат нормите од општеството. И имаме кои се насочени само кон одредени форми на или кон одредени личности на насилство, како што се најголемиот број на семејни насилници, кои често може да бидат и прифатливи за средината или дури може да бидат и дури популарни во својата средина кај што живеат, кај што действуваат, меѓутоа внатре во еден затворен систем тој ја покажува својата насилна природа. И си има нели тука определени, да кажем, за психолошки компоненти, концепти кои водат кон или развојни структури кои водат кон една таква експозиција на таква личност. Матевска, вие во Ехера работите на програма, односно работите со насилниците. Ке ми кажете колку време трае таа програма и може накратко кој е профилот на насилниците во смисла дали станува збор, не знам, социјални аспекти, образование, необразование, дали тоа се луѓе кои што имаат проблем со пороци, психотропни супстанции, алкохолизам, дали станува збор доаѓаат од рурални или од градски средини. Од прилика, каква е сликата со насилниците и како работите со нив? Така. Хера како организација преку првиот семеен центар ја спроведува програмата за психосоцијален третман со сторители на семејно насилство и интимно партнерско насилство уште од 2012 година. Во периодот од кога сме започнати до сега се среќаваме со сите овие структури кои што ги спомнавме
ги спомна и доктор Байрактаров претходно во своето излагање. Значи, сторителите се од рурална, урбана средина, не може да се направи разлика дали едните се понасилни или поненасилни. Може да се високо образовани, се среќаваме и со лица кои што се од необразовани, односно што немаат ниту основно образование. Она што е клучно, како ние спроведуваме програмата и што она што е многу значајно кога разговараме за сета оваа лепеза на сторители на насилство со кои што се соочуваме и да се направи соодветна проценка. Програмата се спроведува 4 до 5 месеци. Најнапред 2 до 3 индивидуални средби за да се направи проценка дали сторителот е адекватен за да влезе во програма или не е адекватен. Ако станува збор за психопатска структура на личност, ако станува збор за личност која што конзумира алкохол или дрога, во тој случај најпрво се препорачува да се помине третман за рехабилитација за алкохол и друга, па потоа се прибавува кон вклучување во програма која што се однесува на работа со сторителите на насилство. Она со кое што се соочуваме секојдневно, како што кажав, имаме познати популарни личности кои што насилството го прават само во семејството, додека надвор од семејството се угледни природи. На што мислите познати популарни? Сака да кажете дека јавноста го препознава, надвор е нели нормална личност? Така, кога ќе видите изјави, ако вие медиумите правите анкета за каква личност станува збор, комшиите ќе речат дека е многу фин сосед, дете од фамилија, кое што помага, кое што во средината е општо прифатено, познато лице, значи во заедницата е познат, домаќин човек, фин, културен, меѓутоа во рамки на семејството покажува некоја друга димензија, некоја друга црта која што всушност значи неможност за контрола на агресивните импулси и тоа е поврзано само во рамки на домот, додека надвор е познат и популарен, она кој што го кажуваме фин, учтив сосед за пример. Со оглед на трагедијата која што се случи на почеток на месецов, денес нели почна судскиот процес. Таму е обвинет Стојанче Јовановски, тој е обвинет дека долги години вршил психичко и физичко насилство врз сопругата и ја довел во таа ситуација. Некако последниот месец дури обвинителство излезе ќе покрене, отвори истрага по допрен глас да видиме што Центарот за социјални работи направиле. Исто така можеме да забележиме во МВР билтените секојдневно има многу повеќе пријави. Сигурно по неколку. На дневно ниво имаме пријави за семејно насилство. Дали кај вас можеби има некој наплив со големи бројката на насилници кои што нели како работите вие со мерка од судот, од Центарот за социјални работи? Тие мора да ја поминат таа програма. Да, упатувањата и како да се дојде кај нас во програмата за работа на психосоцијален третман на сторители на насилство или треба да е судска мерка па се упатува преку пробацијскиот систем или станува збор за одредена мерка која што ја бара Центарот за социјална работа и преку центрите за социјална работа исто така може да бидат упатени сторителите и тогаш е задолжително. Она кое што е обврска, ако не сакаат да соработуваат бидејќи е задолжителна мерка, ние информираме и кажуваме дека токму ова лице, иако ја има мерката, не соработува и тоа потоа има одредени реперкусии. Треба да има. Инаку да, во изминатиот период бележиме зголемување на упатувањата во оваа програма. Можеби тоа се должи и на подигнување на свеста дека имаме задолжителен третман и лекување како од алкохол, од дроги, така и мерката која што се однесува за работа со сторители на семејно и родово засновано насилство. Ќе се вратам повторно на самата програма, кажав дека се спроведува 4 до 5 месеци, на почетокот се прави проценка и сите тие кои што велиме се адекватни може да влезат во програма за работа. Првичните индивидуални проценки се оние кои што се значајни, за да ние во старт знаеме дали програмата ќе има резултат. Значи, одредени структури на личност. Мислите во однос ако личноста употребува алкохол, психотропни супстанции, прво треба да го реши најверојатно или прво тој проблем, така, за да може да се фокусира на програмата и да биде решен оној друг проблем за кој што е пратен кај вас. Од друга страна, пак ако станува збор за психопатска структура на личност, ќе ме коригира или дополни доктор Байрактаров,
Во тој случај самиот третман како третман може да не е адекватен, затоа што кога станува збор за психотерапија, за психосоцијален третман, ние треба да имаме личност која што сака да работи, да соработува, која што има капацитет да тоа може да го сработи, велиме, во процесот, затоа што во спротивно не може да се спроведува и нема да може да има промена во однесувањето. Целта е, нели, на крајот, кога ќе се поминат овие 4 месеци на групна работа, тоа се некаде 16 до 17 средби, да ние излеземе со информација дали третманот е успешен, делумно успешен или воопшто не е успешен. Ако ние во старт проценуваме дека нема потреба и е неадекватна структура на личност, во тој случај воопшто не треба да се работи и да се губи време на да се губи време, да се губат ресурси во однос на тој дел. Кутевска, се охрабрија ли жениве со оглед на сите овие случувања последниот месец и мрдањето на институциите? Дали има повеќе во однос кај вас жени, жртви, еве не мора да се жени, можеби и мажи, кои што побарале и сакаат да иницираат постапка? Пријавувањето од страна на жртвите и порано беше. Пред извесен период, како што се сеќавам, со кампањите кои пред доста долг период се беа поактивни, ги охрабрија жртвите да пријавуваат. Меѓутоа, она што кај жртвите е проблематично е нивната недоверба во институциите, бидејќи бевме сведоци на какви се пропусти наидувале и на какви се бариери наидувале во пријавувањето и водењето на постапката. Работејќи како адвокат се соочив и јас заедно со жртвите со многу бариери кои апелиравме сите ние практичари кои работиме со оваа материја да се надминат за да добијат жртвите доверба во институциите. Бидејќи самата жртва се обесхрабрува да пријави во моментот кога ќе треба да пријави, затоа што нема доверба дека нејзиниот случај ќе биде сериозно преземен, дека ќе биде процесуиран, дека ќе биде соодветно казнат сторителот. Затоа и ве прашав, бидејќи овој месец на некој начин и јас очекувам да има повеќе охрабрени, заради тоа што оваа тема буквално е под лупа на јавноста. Сите ова што се случи на почетокот ја напоменав трагедијата и некако институциите се бара, медиумите бара одговори од нив, што ќе направат, дали направиле. Горе-доле и има некое мрдање на институциите и работење на таа тема, затоа ве прашав дали последниот месец она што сум сведок, гледам дека повеќе се процесуираат. Може би порано, кога се пријавувало, многу голем број оделе на така наречени поплаки, без пријави. Некогаш се случувало и самото семејно насилство да е посериозно, меѓутоа да заврши со поплака. Промената во законската регулатива на тоа дека жртвата која има телесни повреди, процесуирањето на кривичните дела сторени при вршење на семејно насилство, тоа е телесната повреда, например, или загрозувањето на сигурноста, доведуваат до тоа да жртвите со пријавувањето на таквите дела и процесуирањето и нивниот и движењето на институциите без некоја особена нивна согласност за водење на таа постапка и дава на жртвата храброст да се охрабри дека некој е тука до неа и дека не може, дека не има потреба да се откажува, дека тука позади неа стои државен орган. Тие измени, иако за прв пат кога беа предложени, беа одбиени, сега се усвоени и веќе од нив се гледа ефектот. Исто во последно време гледам дека многу пријави завршуваат со процесуирање како пријави вистина, не како поплаки и дури она што лично го апелирав, а тоа е изрекување на мерката на отстранување на насилникот од домот, бидејќи досега беше жртвата таа која беше оставена на милост и немилост на институциите, во смисла на тоа дали ќе може некаде да биде сместена или не и дали ќе заврши во некоја згрижувачка институција каде што ќе може да се интегрира понатаму, меѓутоа сега гледам дека почнува полека да се движи. Баш поради тоа што и вие го рековте, дека бараме од нив одговори, дека бараме одговорност, дека бараме да си ја вршат работата онака како што треба. Берактаров, да се вратиме малку на онаа социјална маска на насилниците. Јас се обидувам некако дали може да се лоцира коренот на проблемот. Колку детството и траумите имаат врска со насилниците. Дали
насилникот можеби од тука влече некој проблем, така е расте, некој модел на родителот го пресликува, што е онаа со социјална маска која што ќе ја стави, кажа и Матевска, ќе ја стави надвор е сосема подруга личност која ќе дојде дома, кој е неговиот мотив, кој е коренот на проблемот? Спомнавте социјална маска, што е суштина јунговски концепт, и како што е, и тоа е многу поврзано со насилството и со насилниците и нивните структури, затоа што е тесно поврзано со еден друг негов концепт, тоа е сенката, тоа ние сите што го носиме во нас, не значи тоа дека е нешто добро или лошо, меѓутоа сенката се оние неприфатливи содржини, некои импулсивности, некои, да кажам, и желби што ги имаме внатрешни, што не се дозволени, и кои нашата совест кој ги контролира, што е па од друга страна можеби поврзано повеќе со фројдовски концепт, и кој ние можеме да го покажеме во јавноста како некоја наше замислена социјална улога или како што вие го нарековте маска и која го носиме во надворешната средина. Вообичаено насилниците носат една таква има два вида насилници, едни насилници кои се, како што кажав, кои се генерализирани и кои не се грижат баш за таа своја маска, меѓутоа другите кои им е насочена нивната агресија, тие вообичаено носат една таква социјална маска во кој сакаат да бидат прифатливи, да сакаат да бидат на повисоко социјален ранг, значи нели кои сакаат да ги се насочат своите идеали или своите мотиви кон една повисока социјална улога, меѓутоа кај нив се руши таа, да кажам, концептуална контрола на своите нагони, која се во домашна средина, која нема некоја средина која ќе ги контролира и која ќе го судува и онда се троши тука агресијата. Секако тоа е поврзано и на индивидуално ниво, нели насилството иде, можеме да кажеме, да е една несигурна, недоволно адекватно структурирана личност која има страв, тоа е значи базично тука лежите страв, можеби предизвикано од некоја травма децото, што е многу често. Најчесто е тоа поврзано со страв од напуштање, па кога ќе влезат во врска, тогаш се еден концепт што се вика присилна контрола, кој е концепт на еден автоштарк, и таквите личности се обидуваат да ја направат една контрола врз жртвите, а жртвите од друга страна во една таква релација си имаат своји карактеристики на личноста со кои тие прифаќаат или си ја бараат таа улога да бидат можеби заради својата несигурност, да има некој кој ги води, некој кој ќе им ја намали таа општествен страв од нивни неуспех и така да насилникот ги води кон една таква улога на, како што кажав, на присилна контрола на повеќе начини. Може да е на економски, може да е на психолошки, често насилниците и на физички начин нели се справуваат со жртвата и значи тоа од една, како што кажав, една контролирана присила води кон една агресија во таа релација и на крај кон деструктивност, тоест можеби и кон физичко насилство. Така да тоа го гледаме како еден концепт меѓу повеќето насилници кои се сега на жалост толку актуелни во јавноста и како што кажавте, веќе има една епидемија и која го гледаме нели секојдневно. Меѓутоа нивните карактеристики можеби да ги приметиме можеби и порано. Вие спомнавте алкохолизам, такви се како што ги опишуваме алкохоличарите, нели алкохоличарите имаат една скриена агресија, они имаат еден недостаток на контрола на своите импулси. Од друга страна се доста нарцисоидни, бидејќи нели познато е дека они си ја стават таа своја потреба за алкохол пред насилството кое они знаат дека ќе го направат кога се во алкохолизирана состојба. Значи нема доволно мотивација кон некој, да кажам, општествено прифатливи или хуманистички поводи или на крај, да кажам, наедноставни емоции или емпатија, бидејќи кај насилниците често има или нема, или има некоја контролирана емпатија која е пак поврзана со своите собствени потреби. Значи не е поврзана како емпатија која би требало да има една адекватна структурирана личност, туку има емпатија која е пак поврзана со своите потреби. Така да психопатите или насилниците често ќе ги препознаете по тоа, например, дали на вас ви значи, например, некој ако некој 100 пати ви се извини. Значи, тоа не го мисли. Тоа е сигнал, ако некој... Па да.
Некој ако Како 100 пати се сигнал, извини, да. некој ако сака да работи, секој може да сгреси во живот. И кога ќе се извини, ќе пази вториот пат, да не се случи тоа. Некој тоа е, значи, повторувачко однесување научено од детството, кои го повторуваат. Често имаме, како што споменате вие, трауми кај насилниците и они имаат идентификација со своите агресори. Што значи тоа? Ако има татко насилник, ако има мајка насилник, ако има татко кој можеби не отворено да ја малтретира мајката, меѓутоа ја понижува, можеби не никога дома, можеби значи не му значи толку релацијата со мајката, па има да кажем или се фали дека има нели што е некако и традиционалната улога има многу улога во нашата средина, се фали има многу, гледајте јас сум значи познат по тоа и таква концептна релација, нели тоа е насилство спрема партнерката или спрема мајката, можеби мајката доаѓа дома, незадоволна од тоа да ги тепа децата и уште кој ќе порасне да каже да, али види какви личности стане, а јас ги воспитував така, нели и често има некои народни поговорки за тоа дека е тоа прифатливо. Така да доаѓаме до еден концепт дека значи има многу компоненти на еден насилник. Значи не е насилството инцидент се случило. Тоа е процес на создавање на насилник. Тоа е една структура која се создава, која на крај го исполнува своето однесување. Така да насилниците, како што ви кажав, може да имат и многу карактеристики. Ги гледаме и во популарната култура, во многу филмови, книги, тоа е многу убаво обработено. Може да видиме филмови кои се, да кажам, многу повеќе кажат од било кој е практичен пример. Као, не нешто ми текно веројатно сте огледале сите филмот Мизери со Кейти Бейтс, во кој она нели беше изразена насилна кој еден човек што и се свија. Меѓутоа има и други концепти на насилници. Имате ли вие пациенти, еве да кажеме пациенти насилници кои што работите со нив? Сега не зборувам за оние пациенти кои што имаат сериозно ментално нарушување. Дали имате пациенти кои што работите со нив во однос на насилството? Кои што се регистрирани насилници, имаат проблем со тоа, не може никако да се изборат против тоа, не може да го сменат кодот на однесување. Секако дека имаме, значи имаме и доста, да кажем, имаме и доста колеги кои се и специфично едуцирани во ова. И јас сум дал на доста едукација, меѓутоа имам доста драги колеги, психолози, имавме и на, да кажам, и на неколку едукативни програми, да кажем и на Балканот или во регионот, во кои доаѓа и експерти од странство, така да тоа се, нели, имаме и, да кажам, и оддел кој или луѓе неколку на клиниката за психијатрија кои се специфично едуцирани за ова. И знае дека кој адвокат знае дека во Америка на пример прва казна која судот ја дава на насилници и при прва појава на насилници тоа е да отидат на третман за anger management, за менаџирање, за контрола на лутината. Бидејќи многу често кај тие структури на личност, бидејќи не може да се водржат, не може да се контролира без лутината, прва мерка е тоа. Така да после продолжуваат другите мерки. Нажалост може да кажам дека во последниот период, дали покрај многу случувања, спомна нели соговорниците дека и општествените прилики многу влијаат на тоа. Значи, тоа не зависи само од средината, тоа зависи и од помалата и од поголемата средина. И од авторитетите кон кои се гради идентификација на личноста, нели идентификација се гради не само спрема семејството, него и спрема, да кажам, популарните авторитети, бидејќи нели авторитетите кои се градат од средината не значи дека се вистински авторитети или правилни авторитети, авторитетите од средината се градат спрема популарност. На секоја поле што не може да гледаме дека има многу авторитети кои не е битно што го кажуват, него битно е дека кажуват нешто. Дали е тоа лага или вистина, тоа не е многу помалку важно, него битно е што кажува тој лидерот по кој се, значи, дали на било кој лидер, нели, може да е во музика, може да е во театар, може да е во политика, меѓутоа тој е некој лидер кој е познат и го следат масите, посебно младите, и така се формираат генерацијски се формираат структури на личност. Споминавте знаци кои што може да бидат некој сигнал, например конкретно претераното извинување секојдневно. Неодамна и пред 10 години Македонија го памти сирискиот убиец Расколников, дечкото кој што се поистоветуваше со ликот во Злосторство и казна, а неодамна исто така
веќе е уапсен, меѓутоа почна да ги скумбираат, да ги вадат телата на жените. Имаме и втор случај на серијски убиец тука кај нас. Дали има некој, прашање во за сите, работите со жени жртви? Да. Зборуваат нели отворено за насилниците, нивното однесување, пријавуваат да некој симптом. Да се надоврзам со Исто вие докторот. да работите директно со насилниците и вас, докторе, да ве прашам, некој друг симптом што може да се јави и при тоа да е доволен сигнал дека може да се случи убиство, нешто. Спомнавте Расколников и мора да кажам дека многу познати автори, Расколников нели е од Досторство и каза на Достоевски, го обработуваат концептот на насилство. Така да ги обработуваат и да кажам профилите на насилници, така да имаме различни насилници кои можеби тоа го прават заради внатрешната борбата за својата да кажам грандиозност, замислена грандиозност или нарцисоидност, кој можеби заради зголемено чувство на вина, меѓутоа или барање на некоја признание во општество кој замислено го заслужуваат или место како што е Расколников. Имаме и други ликови кои во литературата ги опишува, како на пример Ставрогин, исто од Достоевски, кој се замислува, тој е харизматичен, луѓето го пратат иако тоа што го збори е празно, нема суштина. Меѓутоа луѓето кои не може да се снајдат во концептот на живење во таа средина, си барат лидер, си барат некој да следат и си барат некои личности кои се доминантни. Доминантноста или желбата за доминантност е исто така една од карактеристиките, како што кажете, како би го препознале насилникот. Значи, доминацијата врз жртвата е онаа што е карактеристика на нив. Така да доминантноста, базирана по некој пат и на нереални очекувања, е многу важна карактеристика за насилниците. Од друга страна, значи, жртвите и тоа го бараат, како што кажав, иако се можеби нереални, бидејќи тоа може да носи понатаму и кон агресија кон другите, меѓутоа насилниците може да свртат и агресијата и кон себе често, како што гледате од кој ќе направат насилство, насилниците често дигаат и рака на себе. Тоа го прави Ставрогин. Така да Матевска, вашиот коментар. Ќе ги поврзам некако она кој што го прашавте како прашање претходно во делот на коренот на семејното насилство и ќе се надоврзам потоа и на второто прашање. Освен со сторителите на семејно насилство, во првиот семејен центар ние работиме и со жртви, работиме и со деца кои што исто така се жртви на семејно врсничко насилство, родово засновано насилство. Она кој што го гледаме, ако почнеме со коренот, од каде е коренот на насилството, непочитување на човекови права, искористување на позиција на моќ. Кога имаме насилство, секогаш имаме нееднакви односи на моќ. Злоупотребата на позицијата на моќ во одредена релација и однос е таа всушност која што доведува до ситуација да ние имаме насилство кој што ќе се појави и како што кажав, непочитувањето на човековите права, затоа што ако сме во средина во која што патриархално генерации биле воспитувани дека традиционално главата во семејството е мажот, повозрасната личност, мажот како повозрасен кога имаме повеќе генерации во едно семејство. Значи на таков начин ние дозволуваме и кажуваме и учиме дека моќната позиција е таа која што има право да одлучува за се во семејството, која има право дури и да изолира доколку смета дека сопругата, партнерката може да замине поради некој друг. Така да кажете дека доминацијата и тоа како е врзана со коренот на проблемот на семејното насилство? Токму Желбата така. за доминација. Желбата за доминација. доминација е таа, она што е во дечката сила што ги тера, ги води кон И традиционалните норми. Ние живееме во општество каде што родовите улоги се поврзани на тоа дека мажот треба да биде глава во куќата, дека неговиот збор треба да е последен, дека тој треба да кажува како да се води домакинството, како да се... Меѓутоа, во денешно време, она што го забележувам низ праксата е изедначување економски на двата пола. И во тоа смисла, при изедначување, тогаш родовите улоги доаѓаат до мешање на
некои, оние што често сакаме да кажеме, машки и женски работи. Значи, како што се очекува од жената да оди на работа, да допринесува, да донесе, да биде економски стабилна и за да придонесува во буџетот. Тука и мажот исто така има таква улога. И тука веќе престанува она традиционалното да постои, јас зборам за нашите простори и за случаите кои се соочуваме овде. Тука постои потреба од некое промена на родовите улоги. И тука доаѓа до отпор, бидејќи традицијата налага да мажот биде доминантен, мажот да биде глава на куќата, а при една таква состојба, каде што некој млад човек е учен цел живот на тоа и се соочува со една економска нестабилност во неговиот живот, доаѓа до фрустрацијата, сигурно докторот подобро го знае, доаѓа до некоја фрустрација каде што самиот тој сака по секоја цена да ја наметне својата улога на доминација како маж и тука настоја. Многу голема улога мораме сите да се сложиме, игра и материјалната состојба, и финансиската состојба. Затоа што живееме во материјално време, каде што многу се ценат и материјалните вредности и сите тргнуваме низ тоа. Па сме сведоци дека многу млади луѓе се одлучуваат на хазардни игри, на коцкање, на презадолжување со брзи кредити, каде што доаѓа до една економска зависност и во таквата едно нажива кал, каде што тоне една индивидуа финансиски, фрустрацијата ја исполнува со тоа што станува агресивен, станува кон кој? Кон своите најблиски прво. Значи, исто така што се однесува до моите случаи, кога во многу голем, да не речам скоро во сите случаеви, кога дошла жената и кога се пожалила дека е жртва, многу често вели, ама јас знам и дека неговиот татко така, или дека тој живееше во такво семејство, или тој гледаше, или беше... Значи, многу често тоа се повторува и доколку јас поздравувам многу што има центар, што има начин и сето таа понатамошна борба ќе се продлабочува со семејното насилство и ставање акценти на самиот насилник и тој да биде понатака интегриран, доаѓаме до ситуација каде што мораме онаму каде што настанува нештото да делуваме, секако жртвата да ја тргнеме, да ја помогнеме во тие ситуации. Меѓутоа, со самото исто и мерката за отстранување на насилникот од домот, точно е тоа и поентата да го изгуби комодитетот на сопственото битисување, да знае дека нешто ќе предизвика последици, да го изгуби и плото под нозете. И може би токму тоа ќе биде и за него и за општеството поука дека не треба да врши семено насилство. Денес имаме убиство 27 годишен со нож во врат. Ја закла мајка си во Росуман. Мене ме интересира како психијатар, нема информација дека бил под дејство на алкохол и дрога. Сам се пријавил во станица, ја заклал. Предпоставувам, нели нормално, логично е да имала некоја вербална расправија предходала на убиството. За каква психичка состојба може да станува збор? Сепак мајка си. Видите, не го познавам случајот, така да не можам конкретно да кажам за случајот, меѓутоа сигурно се работа за некоја, значи неможностна контрола на своите импулси и една изразито ефективна состојба, меѓутоа во конкретниот случај не знам за што се работи. Меѓутоа тоа би го поврзал со нешто што го спомнавте ви неколку пати, за онаа што кај лежи насилството, сигурно дека може да го поврземе, има многу причини, но и со определени и трауми што ги доживуваме или што ги доживуваат насилниците. Не мора дека да значи дека некој ако доживува трауми од детството да ќе стане насилник. Нека по дефолт ќе биде насилник, меѓутоа сигурно дека тоа не значи, меѓутоа знаете што го спомнавте еден збор, репетативноста на однесувањето кој ги научиме во справување со тие трауми кои ги имаме, ги повторуваме цел живот. Така да понекогаш и тоа не потсеќа на таа траума што сме доживели, така сакаме да се справиме со таа траума која ни е многу болна. Еве, на пример, сега ми текна, веројатно сите сте чуле за групата Guns N' Roses, која нивниот пејач, кој беше во тој момент кога го изјави тоа најпознат пејач во светот, дека секој некој викање, тоа има голем распон на гласот, позната по својот глас, е уствари викање за тоа што го преживува повторно траумата на сексуално злостување
од неговиот татко или чичко како беше кога бил мал. И он повторно и повторно го преживува тоа и затоа се дере или вика. Така да траумите се понекогпат од децото и онаа што го викаме, нели, како се ствара насилник е и идентификација со агресорот, една позната, нели, концепт во психологијата дека немајќи еден мало дете како да се справи со агресијата која доживува во една внатрешна средина или во семејството, тој се идентификува со агресорот, тоест го потврдува и се става на негова страна. Така да и така е тој концепт, да кажеме, како алкохоличар, татко ствара алкохоличари деца или насилник татко како ствари насилници деца кои ќе тепаат дома или како ќерките на татко насилник ќе си изберат насилник за сопруг. Моделот од дома на некој начин се го пресликува во моментот кога треба. Тачно, и тие трауми кои ги носиме од децото или тие замислени ситуации или кои ги преживуваме, не мора да е баш таткото или мајката, може да се други, да кажам, блиски модели на кои се идентификува. Например, меѓу младите или сите, вие веројатно сте огледале многу сите Star Wars филмот, и нели еден од главните ликови во Star Wars е Анакин, тоест Дарт Вейдер покасно. И Анакин нели носи многу лутина од себе, многу бес од себе, која го пренесува и кон својата партнерка, која во првата средба многу е сакано, потоа станува посесивен, агресивен, па и кон неа, и кон другите, и губи, да кажеме, емпатија кон собствените деца. Меѓутоа, во филмот е поврзано и со неговиот губиток или нејасна улога кој му е татко или тој што е заробил како робоводител мајка му која е многу остра спрема нив, без чувство, без емпатија, дали он се идентификувал со него како татко или луд спрема мајката која го напушти кога беше мал, меѓутоа така е прикажува една од најпознатите концепти на филмови, мислам и на серија Star Wars, затоа го спомнувам. Така да сигурно дека тоа влијае нашите концепти на справување на секој човек, на справување со реалноста, со проблемите од реалноста е она што го учиме или што ни го дават нашите капацитети, меѓутоа кои се обликуваат во средината во која живееме. Што недостасува до успешно лекување на насилник или конкретно ваше искуство се излекуваат ли на некој начин насилниците? Може ли потоа да се доведе насилник, да кажеме, во нормална состојба и нормално да функционира со семејството, секогаш завршува ли тоа со развод, нема избор дали неговото однесување и понатаму ќе се го можеби ќе биде насилен на друг член, спрема друг член од семејството. Има ли надеж за нив? Целиот концепт на психосоцијалниот третман е всушност дека работи со лица кои што не се пациенти, затоа што во таква ситуација, како што кажав, тие не би влегле кај нас во програмата, односно не би влегле во ваков тип на програми. Лицата кои што се вклучуваат како сторители на насилство, концепт уште еден кој што го применуваме, значи прва целата програма се базира на когнитивно-бихевиорално однесување. Значи работиме со мисли, чувства, работиме со однесување и целта на самата програма е да настане промена на однесувањето. Тоест, ако се случува насилство и ако кога не знае како да комуницира адекватно, да има конструктивни начини на комуникација, надминување на лути, на покажување на агресија, на бес, да ги научи образците, тој кој што ја посетува програмата, за како конструктивно понатака да функционира, да комуницира, како конструктивно да се справи со лутината, да ја покаже истата, не да ја потисне, не да ја негира, туку на таков начин да прифати одговорност за своето однесување. Имате ли успешни приказни, дали? Имаме успешни приказни, значи успешноста зависи, како што кажав на почетокот, имаме делумно успешни, имаме неуспешни. Што е она кој што е клучно? Се проверуваат индикатори, додека се посетува самата програма, дали на вистина програмата и она што значи учество во истата прави промена во начинот на функционирање на самите сторители. Во овој процес, помеѓу другото, се комуницира и со самата жртва, затоа што на вистина е значајно да ние слушнеме и од другата страна какво е однесувањето. Дали тоа е на вистина така како што се кажува во група или станува збор за нешто кое што е маска, нешто посакувано однесување кое што треба да се презентира пред нас, така што се прави проверка и во однос на тој дел. Успешни програми има таму каде што имаме успешна мултисекторска соработка. Работата на програмата со сторителите подразбира меѓу другото и комуникација со пробацијските тимови,
комуникација со центрите за социјална работа и во однос на тој дел превенција. Ова мултисекторска, се извинувам што ќе прекинам да го расчистиме. Така. Значи, ајде да не можеби погрешно се изразив, сепак насилниците не се сите пациенти. Да така кажеме профил на Мора да интервенирам тука. Насилноста, агресијата или насилството не е поврзано со менталната болест или со потешките ментални болести. Значи, степенот или процентот на насилство кај пациенти со потешки психијатриски болести е ист како и меѓу така наречена нормална популација. Дека тоа не е еквивалент, тоа се предрасуди, така да точно. Не е тоа така. Да, значи тој мултисекторски пристап кој што кажавте, сега да ги тргнеме на страна овие што се под дејство на алкохол и психотропни супстанци. Велите има успешни мултисекторски пристап. Треба да се контактира и жртвата, да се види така Центар за социјална работа и така натака. Сакате да кажете дека ако сите институции вклучено работат со насилникот, тогаш гледаме успех. Може тоа малку попластично. Центарот се јавува, проверува, тој оди таму, се условено е со гледање на дете, како и да така е. Токму така, значи во тој дел соработката кај нас е задолжителна и така ја спроведуваме. Успешноста зависи токму од тоа. Пробацијските тимови се тие кои што проверуваат во делот на посетите, доставуваме месечни извештаи и до Центар за социјална работа и до пробацијските тимови за дали доаѓа, не доаѓа. Ако нема реперкусија тоа што не доаѓа, тогаш апсолутно ќе се исипат, ќе си продолжат понатака. Меѓутоа, кога остануваат во програма и ја работа до крај, ние имаме можност и мултисекторски действуваме кога има видување со деца. Значи не секоја ситуација кога има семејно насилство одлучуваат да се разведат. Имаме позитивни случаи, позитивни исходи кога одлучиле да бидат добри родители, насилството прекинува, видувањата со децата е унапредено, е многу подобро и нема ризик нити за жртвата, нити за децата кои што се во тоа семејство. Успешни приказни се исто така кога самите сторители ќе сватат дека имаат проблем и не знаат конструктивно да ја покажат лутината и поради тоа многу често влегуваат во конфликтна ситуација во која што не знаат како да сопрат, велиме ги учиме, како да препознаат како Кока-кола шише, кога го клацкаме и пред да експлодира, да научиме дека треба да престане. Сепак се личности на кои што им треба психотерапија, не им треба психијатар, така да расчистиме. Нема диагноза, значи тоа се моделира, се формира образци, трауми од детство, средината, желба нели за доминација, патриархално воспитување, се тоа на куп, меѓутоа сепак им треба психотерапија, сепак им требаат стручни лица кои што ќе работат со нив за да можат да увидат каде е грешката и ако може нешто да се поправи со оглед на тоа што тука се отвори друго прашање, што правиме со довербата понатаму, дали тој круг на насилство можеби ќе затаи година, 2-3, па може потоа нели имаме круг на насилство, повторно да се повтори, меѓутоа е више тоа друга тема. Ако ми дозволиш, само сакав тоа да го завршам. Токму и затоа реков на почетокот, многу е важно на индивидуалните средби да се направи соодветна проценка за каков проблем станува збор. Затоа што успешни програми се тие кои што го адресираат проблемот, потребата која што одредено лице има. Значи не станува збор за психопатска структура на личност, станува збор за лица кои што имаат проблем со агресија, лутина, менаџирање на стрес. И при самиот третман е важно да добијат алатки, да научат како понатаму да функционираат. Дали тоа ќе биде во брак, надвор од брак, со таа партнерка, со друга партнерка, тоа е нешто кое што нас не засега, меѓутоа е значајно во делот на дали насилното однесување ќе се повтори и во другата ситуација. И тоа го следиме. Го следиме после 1 месец, после 3 месеци, после 6 месеци, за да видиме дали во тој дел има успешност. Членки сме на Европската мрежа за работа со сторители на насилство. Овие програми функционираат и во тој дел и кај нас и во светот. Значајно е да ги има што повеќе. Ние во моментот сме само во Скопје. Се останато, значи, има можност да се спроведува. Како е, имате ли некоја информација како во европските земји? Бидејќи реков се членка, дали има и таму вака епидемија на толку распространета семејно насилство како проблем на државно ниво?
Па мислам дека не сме многу различни и далечни. Она кое што го спомна на почетокот и адвокатката, значи имаме повеќе пријави, имаме повеќе зборување, затоа што имало повеќе кампањи, затоа што и дополнително жртвите се охрабриле. Сега во моментот, поради одредени притисоци и на јавноста, и на професионалците, и на здруженијата на граѓани, имаме и повеќе процесуирање соодветно, за разлика од претходно. Иста е состојбата, мислам дека и во европските земји. Она што е различно е дека таму има повеќе ресурси. Кај нас недостасуваат ресурси за жртви, недостасуваат ресурси за работа на програми со сторители, недостасуваат ресурси во делот на работа со деца жртви. Ние тука сме многу послаби и тука ни треба многу повеќе, да кажам, инвестиција од пари, меѓутоа и инвестиција од знаење, обуки на професионалци. Затоа што Ако може да додам нешто на оваа тема, посебно за меѓусекторска соработка, бидејќи наследниците кои ќе се покажат своето однесување или кога ќе, како што кажавте, јас мислам дека е во голем пораст, можеби секде во свет, меѓутоа многу е битно да се работи на превенција или на програми на превенција на стварање на насилници. И во тој смисол, кажавте ви, имаме многу во системот, многу институционални пропусти. Во процедуирање, во пријавување, пријавите ние сме целци на клиника за психијатрија. Не ги испроведуваат. И под полиција им бараат да дојдат да земат прво преглед кај психијатар. Прегледот кај психијатар не е доказ. Полицијата треба да се спроведе доказната постапка, а не да ги тера да дојдат. Ние они треба да дојдат кај нас, ако имаат, нели, секој имат некоја травма доживеана. Меѓутоа тоа не е доказ со кој не бе почела постапката. Меѓутоа другото ми беше поентата дека во однос на децата под ризик, ние имаме долгогодишна успешна убава соработка, дека сите приказни се успешни, меѓутоа голем напор знам личности кои прават во групните домови под Министерство за труд и социјала кои се сместени деца под ризик. Значи и таму се прават големи напори и програми, имаме и со ХЕРА соработка, меѓутоа програми за нели реедуцирање или ремоделирање на тие погрешни научени начини на дисфункционално однесување. Бидејќи во основата е тие образци, неадекватни образци или дисфункционални образци на однесување. Така да познавам таму личности кои сериозно квалитетно си работат работата и ние многу често сме во контакт со тие групни домови. Тоа е нели процес да се дојде до оваа ниво. Сигурно дека имат многу проблеми, меѓутоа би го кажал како еден од убавите примери на меѓуинституционална соработка. Меѓуинституционална, се извинувам, соработка исто представува и воочување во самиот почеток на некои аномалии. Например, врсничкото насилство, кога ќе се случи уште на многу рана возраст, тука треба да се делува кон изградба на личноста во позитивна насока. Понатака, кога во адолесценција исто ќе се покаже проблем. Па во првите партнерски односи кои ги стекнуваат младите уште на помлади години, ако тука се појави проблем и на крај, помеѓу младите брачни парови. Исто ќе се сложам со гостинката, дека може да има успешни приказни. Не секој брак се разведува поради семејно насилство. Некогаш тоа е акутна појава која се појавува и никогаш повеќе не се повторува. Меѓутоа, пропустите во постапувањето, во третирањето, во обрнувањето на внимание допринесува да се повторува. И дојдовме до ситуација каде што велиме дека само казнет сторител е тој што нема да го повтори. Зошто? Зошто ние да стоиме како општество кон некој и само да му се закануваме со казна за да не го повтори тоа? Тоа треба уште од најрана возраст да се почне, каде што ќе се гради личноста и кога ќе се превенира. Апсолутно, кога ќе се воочи било што, во прво време одма да се реагира. Кажете ми, колку траат ефикасни ли се судовите во однос на постапки за семејно насилство? Прилика колку траат постапки? Во поново време гледам дека се почесто, најверојатно ради овој притисок медиумски што се врши, сигурно и судиите имаат обуки и така натаму, гледам дека се поажурни, меѓутоа она што е проблем од пракса кажувам и со која сум се соочила многу пати е едно несрекно законско решение, а тоа е кога ќе се изречат мерки за заштита на семејно насилство во граѓанска постапка, доколку се одбијат, еве конкретно во тој пример можам да наведам дека тука постои недостаток, кога истите ќе бидат одбиени од X причини и кога ќе се вложи жалба, нормално жалбата не го извршува, кога ќе се изречат, е добро, бидејќи жалбата не го задржува извршувањето. Меѓутоа,
Еднаш одбиени создаваат еден вакуум кога предметот оди во апелациониот суд. Точно постапката итна се решава брзо. За кој временски период зборуваме? Еве некој ако се реши да поднесе тужба, се тужи, дали за телесна повреда? Отприлика вака одат работите. Кога ќе се процесуира еден случај, дали преку Центарот за социјална работа ќе се поднесе предлог за изрекување на мерки за заштита од семејно насилство, или индивидуално странката сама или преку адвокат, морам да нагласам, и странките тоа се во голема заблуда. Значи, секоја жртва на семејно насилство има право на бесплатна правна помош и кај адвокат. Значи, може да се обрати кај адвокат, добива потврда од Центарот за социјална работа дека е, па преку Министерството за правда може да добие адвокат кој склучил договор, решение кој има, се извинувам, решение со Министерството за правда, каде што е назначен за давање на секундарна правна помош. Услугите се бесплатни. Да, колку време ќе треба да ја чека еве правдата, да кажеме, да во мојот случај она што го имав како искуство, каде што се појави овој проблем во апелација, каде што проблемот е што им постои законско решение дека по жалбата во предметите на семејно насилство апелација може да постапи на два начини. Значи, на три поточно, да ја одбие жалбата, да ја усвои жалбата и да го врати предметот на повторно одлучување и да мериторно самата да одлучи. Враќањето години не, од прилика. Не. Дали... Прилика тоа се 2-3 месеци, меѓутоа и тоа време кога постапките ситни, кога постои опасност, е многу. Многу една недела, а не 2 месеци. Значи, сум се соочила со мерки кои 2 пати биле одбиени. Значи, вратено на повторно одлучување, повторно одбиено, пак одено на апелација, во вториот случај апелација го преиначи. Со Росица исто имаше мерка да не се приближува, меѓутоа најверојатно за доцната изречена. Тоа е, итноста во постапката мора сите да сватиме дека е многу битна. Исто така и механизмите за проверка, механизмите за надзор, кога веќе еднаш ќе се изречат мерките, мора да има надзор. Сега постоеше една предлог. Јас се извинувам, ќе мора да привршуваме со времето. Сега знам, Берактаро, вие ќе ми кажете, ја не го знам случајот, не ја знам личноста. Морам да ве прашам за психичката состојба на денес сега обвинетиот кој што се суди. Од информациите кои што имаме се јавни. Вршил психичко и физичко насилство, брутално насилство врз сопругата, ја понижувал на јавни места, во лифт ја претепал, соседи пријавувале, значи можеме да кажеме дека години траело тоа. Имаме и кривични пријави против него, очигледно дека обвинетиот имал проблем со дрога, дилал и така натака. Имаме и кривична пријава и за насилство, напад на службено лице. Значи, горе-доле многу кривични пријави против него и неколку години со ред се изживува, ја понижува и брутално ја тепа својата сопруга пред очите на детето. Се уште нема информации дали можеби детето секундарно е жртва на насилство, меѓутоа можеби директно извршил насилство и врз не се сега веќе трагично загинатото дете. Морам да ве прашам, знам дека не го знаете случајот и не сте работеле со него, меѓутоа како психијатар, на каква психичка состојба станува тука збор? Како што кажа, тоа е, ако е така како што викате, тоа е психопатска структурирана личност со изразите агресивни и насилнички тенденции, со деструкција и тоа веројатно поважно е прашањето од кое слушаме како човек, поважно е прашањето ако било тоа неколку години, каде биле институциите и сите тие околу што биле да постапат. Така да има тука многу подпрашања. Значи, едно е ако бил, знаете, и концептот на зависник, имам една колешка, драга Лиле Китева, која е професорка по зависности и она би била многу по спремна да каже тука за зависниците, меѓутоа и зависноста е болест. Значи, според меѓународна класификација на болести, тука она се бори против тие предрасуди за зависниците. Значи, некој може би поткретнал, може би не е убаво да се жигосуваат и да се изедначуваат. Има точно многу насилство меѓу нив, меѓутоа не е тоа и некој да се, или ако злоупотребувал некојто живот, не е или убаво да се жигосува. Од друга страна, ако е дилер, тоа веќе зборува за една личност која е во судир со законот и која е спремна заради своји лични интереси
и да наштетува на другите дилерите, тоа им е работата, нели? Да продаваат друга заради своја лична корист и немаат, како што спомнав преска, емпатија, сожалбување, немаат емоции за другите, и не ми е грижа ако тој другиот ќе погине, ќе умре заради предузетост, да земат парите. Тука збориме за сигнал за нешто друго, не зборува за една личност. Токму тоа немање емпатија и грижа спрема другите. Тоа е психопатска структура на личност, неадекватна структура на личност. Тоа сакав да кажам. Значи, тоа е неадекватна, која не може да си контролира своите емоции, која не може и дури таа пријатска социјална маска што ја зборевме, тој не може ни тоа да си ја стави да контролира, бидејќи како што читаме по вестниците, тој ја се изживувал, ја малтретирал и на јавни места. Така да целиот концепт на институции кои требало да бидат вклучени, кои требале да бидат да направат превенција на едно такво насилство. Тоа е сериозна, да кажам, забелешка на функционирањето на сите тие што биле вклучени. Сигурно дека сега ќе наоѓаме причини зошто, како не можело па да се смират. Меѓутоа треба да се свати дека она како што зборевме преска кратко и за структурата на жртвите кои се нели по често им веруваат на или често се стават во една поданичка улога кон насилниците, често нели и тоа е еден процес нели кон насилството им потпаѓаат и фамилиите се тука вмешани, кога после една сериозна насилство па следува еден процес како што спомнав на извинување, па дури на меден месец многу ќе да сакам, нама тоа се репетативни однесувања на изразити насилници како што е овој случај. Значи, без сериозни промени во неговата структура на личност, кои не е така лесно да се постигнат. Понекогпат може, ако нема диагноза, може би и фармакотерапија, тоест и медикаменти да помогнат за да не исполнува баш така својата агресивност. Меѓутоа, очигледно дека системот затаил. Така. И се случи тоа што се случи, огромен пропуст на институциите кој што резултираше со трагедија. Јас ви благодарам на учеството во емисијата. Почитувани, се гледаме наредниот понеделник во ист термин со нова тема и нови гости. До тогаш останете со Алфа.